Ако се преброди еден период, дури и со мал број на заболени, откако државата, заедницата ќе почне да му се враќа на нормалниот живот, а вирусот е се уште тука, што тогаш? Во меѓувреме нема вакцина, нема лек кој што го лекува вирусот. Тоа нели е нов ризик за ново ширење, нов бран, да речеме. Таман сте помислиле дека сте ја смириле заразата, одново да ви експлодира. Секако и враќањето во нормалниот, ајде да речеме, животен тек ќе биде постепено. Нема сите мерки одеднаш да се запрат, ќе биде полека. Она што треба да се знае за вирусните заболувања, тие без домаќин, во овој случај човекот е домаќин на тоа заболување, не може да обстанат. Значи не може да обстанат со месеци на површини или во воздух или нив им треба жив домаќин. Во овој случај сме ние луѓето. Доколку ние видиме дека во наредни 14 дена немаме ниту еден регистриран случај или се работи само за импортирани случаи кои што не дале други случаи, ќе можеме полека со сигурност да бидеме посигурни дека веќе не ни циркулира во заедницата. Меѓутоа, тоа не значи да се опуштиме веднаш. Така да претпоставам, постои можност за повторно, нели, да се зголеми бројот, меѓутоа да видиме.